Најави за денешниот дневник. Објавени повиците за концесионери на Охридското езеро за стопански рекреативен риболов. Митрополитот Дебарско-Кичевски господин Тимотеј испратен до вечното почивалиште. Туристичките потенцијали на Охрид и Македонија се представуваат на сајмот во Нови Сад. Продолжува трендот на негативен природен прираст во Охрид. За најавените содржини ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме умерено облачно време со сончеви периоди. Максималната дневна температура изнесуваше 13 степени Целзиусови. Во четврток над Централна Европа ќе се наоѓа поле на висок воздушен притисок, кој што во најголем дел од Европа ќе услови стабилно време со сончеви периоди. Истовремено над Источен Медитеран ќе се наоѓа центар на поле на низок воздушен притисок, кој што во најголем дел од Апенинскиот и Балканскиот полуостров ќе услови нестабилно време со врнежи од дожд, а на планините со врнежи од снег. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе биде ветровито и студено. Во централните и јужните предели се очекуваат поројни врнежи, а на планините врнежи од снег. Максималните дневни температури ќе се движат од 4 до 17 степени. Во Македонија во петок ќе превладува облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Во попладневните и во вечерните часови се очекуваат пообилни врнежи, односно локално да наврнат и над 20 литри дожд. Над 800 метри надморска висина се очекуваат врнежи од снег. Ќе дува засилен североисточен и северозападен ветер. Минималните температури се очекуваат кон крајот на денот и ќе се движат од -2 до 6 степени, додека пак максималните дневни ќе достигнат од 5 до 13 степени. Во текот на ноќта, петок кон сабота, врнежите од дожд, а над 800 метри со снег ќе продолжат и ќе бидат поинтензивни. Во Охрид во петок ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со пообилни врнежи од дожд. Во текот на ноќта, петок кон сабота, со услови за врнежи од снег. Минималната температура од 3 степени, додека пак дневната ќе достигне до 10 степени. Во Охрид во сабота и недела ќе превладува облачно и нестабилно време со пообилни врнежи од дожд и снег. Ќе биде ветровито и студено со пад на температурите. Локално се очекува да наврнат и над 30 литри дожд на ден. Минималните температури од 1, односно 2 степени, додека пак дневната ќе достигне до 3, односно до 5 степени. Во текот на ноќта, недела кон понеделник, врнежите ќе продолжат, а во понеделник во предпладневните часови ќе престануваат. До крајот на денот ќе имаме умерено облачно време со температура до 6 степени Целзиусови. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со
Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бауцентар на улица Железничка. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Објавени јавните повици за концесии за вршење комерцијален риболов и организирање на рекреативен риболов на Охридското езеро. Езерото се доделува за стопанисување поделено на 7 зони и секој концесионер ќе биде задолжен за физичка заштита на рибниот фонд во својата зона. Во однос на рекреативниот риболов пак езерото е прогласено за една зона и ќе се врати рекреативниот риболов со блинкер. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ги објави јавните повици за вршење комерцијален риболов и организирање рекреативен риболов на Охридското езеро. Со новиот закон за рибарство се направени нови риболовни основи, односно нов пристап во користењето и заштитата на рибниот фонд во Охридското езеро. Езерото е поделено на 7 риболовни зони наменети за комерцијален риболов и тоа: риболовна зона Радожда, Калишта, Струга, Воска, Охрид, Пештани и Трпејца. Секоја зона се доделува на користење за период од 12 години на правното лице кое ќе даде највисока понуда и кое ги исполнува условите. Концесионерот, меѓу другото, треба да има вработено потребен број лица рибочувари предвидени во риболовната основа, да поседува или користи најмалку еден пловен објект и техничка опрема за вршење на контрола и надзор. Од Министерството сметаат дека на овој начин ќе има подобра заштита на рибниот фонд во езерото од рибократци кои со деценија уништуваат популацијата на пастрмката и белвицата. Истиот став го делат и рекреативните риболовци. Ако сум јас еден од нив, кој стопанисува со одреден дел, ќе си го штитам свој дел, да не влези некој да ми кради риба, од јас таа риба треба да ја продадам, да платам рибочувар, рибари и да заработам нешто. Изминатиот период имав еден концесионер кој беше подолго и не се водеше доволно светка за Охридското езеро за сите делови подеднакво. Председателот на Сдруженијето на рекреативни риболовци Свети Апостол Петар Димче Мајковски смета дека инспекторите од Охрид и Струга, како и од Државниот инспекторат, треба целосно да го почитуваат законот во однос на договорите со концесионерите и уште повеќе одредбите кои се однесуваат на прекршителите, односно рибократците. Кој излезе нов закон, повторно се ставени мали казни, повторно е ставено
кој ќе го најди да прекршок да го прво опомена, па после казна од пола, па и тие работи, то мислам дека треба да се укини. Ни на Запад, ни во Австралија, ни во Америка не проштуваат ако погрешиш. Во однос на рекреативниот риболов, езерото е прогласено за една зона. Рекреативната зона Охридско езеро го опфаќа и каналот Студенчишта, како и Коселска река, Велгошка река, реките Черава и Сатеска и нивните притоки, освен деловите на водната површина на езерото определени како риболовни зони, изборите кај Свети Наум и заштитените зони во езерото на кои е забранет риболов со закон. На некои делови ќе може да се рибари од чамец, а ќе се врати рекреативниот риболов со блинкер. Митрополитот Дебарско-Кичевски, господин Тимотеј, денеска беше испратен до неговото вечно почивалиште во јужната апсада на храмот на Свети Пантелеимон на Плаошник. Со владиката Тимотеј се простија сите членови на Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква, свештеници од епархијата, од другите помесни православни цркви, бројно свештенство од целата земја. Охрид се прости од митрополитот Дебарско голем број верници и свештеници и монаси од земјава, но и од соседните земји денес на Плаошник го испратија третиот поред митрополит во епархијата. За упокоената света литургија од рано утрово се одржа во катедралната Света Софија. Ова е тажен ден за МПЦ, рече во своето обраќање архиепископот македонски, господин Стефан. Најави преображение и воскресение и на молитвениот богослужбен план и во градителството, и во возобновувањето на древните светињи со кои изобилуваат и Охрид и Дебарско-Кичевската епархија. Па Плаошник и Свети Наум, Света Софија и Перивлепта, Бигорски, Пречиста, Канео и Заум и уште многу други светињи сега ни одблизу не се какви што беа и какви што ги наследивте. Дојдовте во вистинско време западнатите светињи да ги подигнете, а урнатите да ги обновите. Градевте и обновувавте храмови и манастири, го обновивте монаштвото, но најмногу од се помогнавте да се обнови и да се гради црквата во душите на боголюбивите и христожедни луѓе. Владиката Тимотеј ќе остане запаметен како голем градител, возобновител на цркви и манастири, но и по неговите силни заложби за развој на монаштвото. Големи се неговите заложби. До последно верно служеше за доброто на нашата црква. Мудрољубиво ја раководеше, особено добро организирајќи го духовниот живот во нашата епархија. На нас монасите тој ни ја даде слободата на самоорганизирање според древните монашки устави, односно според практиката на светогорската автономија. Митрополитот Тимотеј е првиот владика кој е погребан во Плаошкиот манастир, онаму каде тој го мина половината од својот живот. Во следните 40 дена со епархијата ќе администрира архиепископот Стефан, а потоа се очекува синодот да го избере новиот митрополит на една од најзначајните епархии во земјава. Туристичките потенцијали на Охрид и Македонија се представуваат на саемот во Нови Сад. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот е учесник на 55-тото издание на Саемот за туризам во Нови Сад, кој се одржува од денеска до 30 ноември. На македонскиот штанд директорката на агенцијата Билјана Стефановска имаше можност да ги презентира потенцијалите и новите туристички производи кои се конкурентни и атрактивни за сите посетители. Остварени се состаноци со туристичкиот сектор на Србија, со кој долгогодишната соработка и пријателство даваат резултата, тоа се гледа во протокот на туристи меѓу двете земји. Српскиот пазар е еден од најважните за македонскиот туризам, бројот на туристи од Србија во континуитет се зголемува и поради тоа потребна е зајакната промоција за задржување и зголемување на бројот на туристи и остварени ноќевања, велат од агенцијата. Заедно можеме да се спротивставиме на врсничкото насилство и да градиме општество засновано на почит и разбирање, порачаа представнички на Охридската гимназија од Неапол, Италија.
гимназија беа дел од инспиративната театарска изведба на Антигона од Софокле, која се реализираше во рамки на Еразмус Плюс проектот Обединети против врсничко насилство во средното училиште Алфонсо Казанова во Неапол, Италија. Средношколци од Франција, Италија, Србија, Турција и од Охридската гимназија под раководство на професионален режисер, здружени преку уметноста, испратија силна порака. Заедно можеме да се спротиставиме на врсничкото насилство и да градиме општество засновано на почит и разбирање. Посебен момент од представата беше настапот на Софија Мирческа, која изведе песната "Јас сум незапирлива од сија". Незиниот моќен вокал и зборовите на песната совршено ја надополнија драмската порака, истакнувајќи ја непоколебливата сила на младите да се борат за правда и добрина. Оваа театарска интерпретација покажа дека врсничкото насилство може да се надмине со здружување, емпатија и креативност. Работејќи заедно, младите научија како преку уметноста да изразат солидарност и да изградат посилни врски меѓу себе, надминувајќи ги културните и јазичните бариери, велат од гимназијата Свети Климент Охридски. Продолжува негативниот природен прираст во Охрид, Дебарца и Вевчани во третото тромесечие од годинава. Во нашиот регион само соседна Струга бележи позитивен природен прираст. Според податоците на Државниот завод за статистика, во третото тромесечие од годинава, односно во месеците јули, август и септември, во Охрид се родиле 105, а починале 155 лица, односно се бележи негативен природен прираст од минус 50. Во Дебрца се родиле 6, а починале 14 лица, а во Вевчани се родило 1 лице, а починале 7. Струга пак во третиот квартал од годинава бележи позитивен природен прираст, се родиле 109, а починале 98 лица. Што се однесува до бројот на склучени бракови, во Охрид судбоносното ДАГО кажале 119 двојки во третото тромесечие од годинава, а имало 11 разводи. Во Струга се склучиле дури 163 бракови, а евидентирани се само 5 разводи. Во Вевчани се склучени 7 бракови и нема разводи, а во Дебрца во третото тромесечие нема ниту склучени бракови, ниту разводи. Да погледнеме кои вести ги пренесоа странските новински агенции. Светот денеска. Најмалку 27 лица загинале во поплавите и лизгање на земјиштето во Индонезија, предизвикани од обилните врнежи од дожд кои погодија неколку локации во северна Суматра. Поројните дождови кои паѓаат во провинцијата од минатата недела зафатиле 4 различни области, соопштила Индонезиската агенција за катастрофи. Индонезиските спасувачи трагаат по исчезнати лица, вклучително и заробени во минибус и други возила на ридскиот меѓупровинцијски пат погоден од лизгање на земјиштето, соопштил портпаролот на полицијата. Обилните дождови предизвикале поплави и во главниот град на провинцијата Медан, што го одложило гласањето за регионалните избори во некои избирачки места. Не се почитува прекинот на огнот меѓу Израел и Хезболах. Израелски тенк денес истрелал 2 проектили кон либанскиот град Маркаба, 24 часа откако стапи на сила прекинот на огнот и забраната на офанзивни воени операции, изјавиле за Ројтерс извори од либанските безбедносни сили. Во нападот 2 лица биле повредени и пренесени во болница, соопшти агенцијата. Прекинот на огнот меѓу Израел и Хезболах стапи на сила вчера утро како дел од договорот постигнат со посредство на САД и Франција. Израелската војска продолжува да ги спроведува ограничувањата за движење во Јужен Либан, предупредувајќи го населението за можни последици ако ги прекршат забраните. Од почетокот на војната со Хезболах, повеќе од 70.000 израелци и над 300.000 либанци биле принудени да живеат како бегалци во своите земји. Русија во текот на ноќта ја нападнала Украина со 188 проектили, ракети и дронови, тврди Киев. Непријателскиот напад со проектили и беспилотни летала бил насочен кон енергетските капацитети на Украина, било наведено во соопштението на регионалната администрација. 3 региони во западна Украина се погодени од прекини на електричната енергија. Најмалку 1 милион луѓе се без струја низ Украина, поголемиот руски ракетен напад врз енергетската инфраструктура на земјата, објави Ројтерс. Со температури околу нулата, уште еднаш енергетскиот сектор беше подложен на масовен напад од непријателот, соопштил Украинското министерство за енергетика. Градоначалникот на Киев, Виталий Кличко, пријавил материјална штета и соопштил дека нема жртви.
Трамп номиниран за Нобеловата награда за мир за 2025 година од страна на украинскиот пратеник Александар Мерешко. Тој посочил дека Трамп ја заслужува Нобеловата награда за мир за неговата дипломатска улога и потсетил дека за време на неговиот прв мандат Соединетите американски држави обезбедувале воена помош за Украина. Мерешко додал дека Трамп имал клучна улога во зајакнувањето на меѓународната коалиција против Русија и блокирањето на проектот за гасоводот Северен тек 2. Номинацијата на Трамп за Нобеловата награда за мир претходно ја поддржа и представничката на Републиканската партија Клаудија Тени, осврнувајќи се на историската улога на Трамп во мирот на Блискиот Исток. Почитувани гледачи, го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!